Ниту во Париз, ниту во Софија, ниту во Скопје, францускиот предлог е напишан во мала речица од страна на представници на ДУИ и бугарски дипломати. Според пратеникот Павле Тројанов, кој до неодамна беше дел од владината коалиција, автори на преговарачката рамка за Македонија, не се Ковачевски, Петков или Макрон, туку Али Ахмети и неговите сопартици во соработка со луѓе од Бугарија. Според моите информации, значи францускиот предлог, преговарачката рамка, не е подготвувана ни во Скопје, ни во Софија, уште помалку во Париз, туку во мала речица. Тамо голем број на дипломати од Бугарија тамо доаѓале, тоа треба добро да се истражи, службите тоа некако проверат, некако истражат. Тамо е подготвуван помеѓу представници на ДУИ и на Бугарија. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски вели јасно е дека ДУИ и официјално биле дел од авторите на овој предлог, бидејќи го преговарал министерот за надворешни работи Бујар Османи. Според него тоа било најпоразителен можен момент за Македонија, бидејќи целосно оддалечува од Европската унија. Сите тие делови од тој француски така наречен предлог, а тоа е де факто овој договор кој го спомнавме, се антимакедонски, против суштинските и фундаменталните интереси на македонскиот народ и врз основа и преговарачката рамка. Ви тврдам најодговорно дека со ова преговарачка рамка, а тоа се де факто протоколите пред се, а не договорот со Бугарија, Македонија нема никогаш да влезе во Европската унија. Инаку со францускиот предлог и двата протоколи кои се дел од него, Македонија прифати сите услови на Бугарија да станат и услови на Европската унија во прв ред спорните историски прашања, па така и да ги започнеме преговорите, официјална Софија би можела да не блокира доколку не ги прифатиме сите нивни барања на историски план.